Прв кој што ја отвори вратата за дебатирање и оспорување на македонскиот идентитет, како и федерализација на Република Македонија е Зоран Заев. Потврда дека целта на оваа тиранска платформа е федерализација на Република Македонија е тоа што пристигнуваат секојдневно од сите негатори на највисоките државни и национални интереси на Македонија. Последен кој отворено зборуваше за редефинирање на Република Македонија преку оваа платформа, која што ја прифати Зоран Заев, е Питер Ван Хауте, човек кој што без ниту тронка срам го навредуваше и подценуваше македонскиот народ под маската на дипломат. Партнерите на Зоран Заев пак секојдневно со скандалозни изјави го навредуваат и омаловажуваат македонскиот народ и држава. Еден од најблиските партнери на Зоран Заев, Зијадин Села, отворено го негира македонскиот идентитет и вели дека пред 100 години не постоеле македонци, како и дека не ја признава и почитува македонската химна. Зоран Заев и СДСМ ниту еднаш не ги осудија овие изјави. Повторно го охрабруваме и повикуваме Зоран Заев да ја одбие оваа тиранска платформа, а доколку го стори тоа, ВМРО ДПМН ќе му даде поддршка да формира влада.